Повелете, ви тече времето, повелете. Не може да тече времето, смирете ги луѓето. Ви тече времето, бе, молам, повелете. Значи, се обидувам. Ви благодарам на тоа што добар ден не реков, се пријавивте за реплики. Ке имате и зошто да реплицирате. Ке се обидам во делот од мојата дискусија да бидам сериозно конструктивен, иако сум свесен дека немам кон кого да ја упатам собствената конструктивност. Почитувани граѓани, ова е крајот на повеќедневната расправа за предлог законот за измене на законот за влада, поднесен од страна на Социјалдемократскиот сојуз Македонија, кој што во себе содржи една измена која што треба да оневозможи председател или поранешен председател на влада на Република Македонија да во 10 годишен период користи на наша државна сметка обезбедување од 6 телохранители, 1 шофер и службено возило. Би сакал, за волја на вистината, пред оваквото решение, кое што сега се обидуваме да го измениме свој предлог закон, да на јавноста кажеме и предочиме какви беа претходните законски решенија со цел да граѓаните, кога слушаат, надвор од овие мачоистички изјави на оваа говорница, слушаат и што всушност е тоа што е барање да биде предмет на измена. Во Република Македонија право на обезбедување имаат председателот на владата на Република Македонија, министерот за внатрешни работи, министерот за одбрана и председателот на собрание, и мислам по протокол дека има и министерот за финансии. Го тргам настрана председателот на Републиката како дел од една власт која што не е експлицитно дел од извршната власт. Овие луѓе се обезбедуваат по определен внатрешен протокол од страна на Министерството за внатрешни работи, и на овие луѓе исто така по проценка на Министерството за внатрешни работи донесењето на оваа законска измена, исто така по проценка на актуелниот министер за внатрешни работи, имавме протокол за обезбедување на тие лица. И оваа држава пред поранешниот премиер и сега се уште лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски имала повеќе луѓе кои што биле премиери. Сите тие по заменувањето од премиерската функција во период кој што бил не пократок од 1 година имале право на лично обезбедување и право, не сум сигурен дека го имаат и правото на шофер. И тоа ги прати и сите овие луѓе кои што по протокол сме определиле дека би требало или треба да бидат обезбедувани токму заради сериозноста на државните функции кои што во определен период од својот живот ги обавувале. И дотука мислам дека тоа се едни нормални европски стандарди, демократски стандарди, кои што како такви ги поседува секоја една држава која што за себе сака да каже дека е модерна, европска и демократска држава. Мојата лична дилема е зошто даваме посебни овластувања баш само за една државна функција. Ако се безбедносните прашања, или ако се предмет на анализа или спорење безбедносните прашања, тогаш моето мислење е дека министерот за внатрешни или министерот за одбрана, кои што по дефолт имаат многу посензитивна и поосетлива улога и носење на оперативни одлуки од колку што е премиерската функција, се луѓе кои што имаат посериозна директна загрозеност отколку што е самиот председател на владата на Република Македонија. Зошто, например, овдека имаме позади нас господинот Гаљановски, кој што во моментов е председател на Собранието на Република Македонија, кој што, согласно позитивните законски прописи, е втор, значи председател во случај на спреченост, човек по некаква си одговорност и хиерархија, особено кога се дел од безбедносните прашања за дискусија. Зошто на председател на собрание не би му следувале вакви бенефиции, бидејќи предпоставувам дека истиот би ве заволил на вистина. На вистина нема. Колеги, ве молам стварно да бидеме коректни. Колеги, да бидеме коректни, да се сослуша. Отидете до клубот, пите кафе, направите го муабетот. Нема смисла. Повелете. Се чудам зошто на председателот на собранието, кој што по дефолт, обавувајќи волку одговорна функција, евентуален заменик на председател,
има пристап и до сензитивните безбедносни прашања, бидејќи во секое време треба да е како функција апдейтиран со цел да може во не дај Боже ситуација, спреченост на председател, да ја обавува таа функција непречено. Што во Република Македонија сме го имале како случај. Очигледна е интенцијата дека треба да биде заштитена само една личност. Не зборуваме за една функција, затоа што ако се имало искрен пристап кон функцијата, таков тип на заштита, ако сте сакале да бидете правични при носењето на ова законско решение, кое што е донесено без Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во собранието, ќе требало да го примените кон сите лица кои што ја обавувале функцијата председател на влада на Република Македонија од 90-та година навака. Кон сите лица. Зошто мислите дека, например, поранешниот председател на владата Љупчо Ѓорѓевски, кој што раководеше како премиер со оваа држава во време на конфликтот, би имал помалку загрозена безбедност отколку што има поранешниот ваш премиер Никола Груевски. Мој не бил никогаш. Зошто мислите дека има помало загрозена безбедност? Зошто мислите дека во неговото функционирање не се сретнал со структури за кои што зборуваше еден пратеник претходно? И дека действувањето на тие структури на оваа територија, која што можеби и не е ново, во тој период биле со помал ризик за него и за неговото здравје и за неговото семејство на крајот на денот, бидејќи станува збор за едно пошироко обезбедување кое што треба да обезбеди повеќе лица. Зошто мислите дека другите, да не ги споменувам, алергични сте на имињата на функционерите на СДСМ, нема да ги споменам, обавувале помалку сензитивна функција колку што обавува Никола Груевски? Зошто? По кој критериум се донеле заклучок дека баш од сега и баш за овој човек? Станува збор за еден човек, не станува збор за заштита на функција. Токму затоа треба да ги вратиме принципите назад. Токму затоа предлагаме да се укине ова решение. Зошто му било потребно на Никола Груевски да за себе од вас како пратеници побара да донесете ваков закон со вакви решенија? Затоа што човекот нема чиста нити свест, нити совест. Затоа што човекот е човек кој што раководејќи со Република Македонија до таа драстична мерка ги партизираше институциите, што тие институции, функционирајќи веќе не како државни, туку како партиски, особено делот на правосудството и делот на јавното обвинителство, извршуваа политички, а не законски функции. И оштетија, сериозно оштетија, многу личности, многу семејства, многу луѓе, многу поединци. Од граѓаните на оваа држава излезена синтагмата нема правда, нема мир. Затоа што и државните институции, надлежни да се грижат за нашите права и обврски, не делеа правда во оваа држава. Делеа партиски наредби. И самите сме сведоци и сега што се случува. Девалвирана е Република Македонија на сите полиња. Република Македонија е држава во која што Уставниот суд представува ништо друго, туку партиски послушник на волјата на криминализираниот извршен комитет на ВМРО ДПМНЕ. На криминализираниот извршен комитет на ВМРО ДПМНЕ. Значи, зошто имаше потреба Никола Груевски од овој закон? Затоа што мислеше дека никогаш нема да се дознае вистината за начинот на неговото владење на начин како што се дозна во изминатата година. И за себе само превенираше да го спречи бесот. Што би рекол он, ќе помине времето, ќе се заборави, па ќе може да се завршат некои работи. Човек кој што за наша среќа, за негова, верувам, лично голема жал, не успеа Република Македонија да ја трансформира од републикански тип во владење во монархистички тип на владење. Човек кој што за себе мислеше дека е крал и император на Република Македонија и дека има исконско некакво си за него во неговата глава дадено право да го уништи Скопје, да ја уништи Македонија.
човек кој што има визија да го уништи главниот град на државата во центарот. Замислете за каков психички профил на човек зборуваме. Затоа му треба заштита. Госпоѓа Кимов.